Почитувани ученици, добар ден и добре дојдовте во оваа видео наставна содржина преку која накратко ќе ја обработиме лектирата Зоки Поки. Јас сум наставничка Ана Николовска. Предметот е македонски јазик, наставната содржина е обработка лектира Зоки Поки. Наставната содржина е намената за учениците од второ оделение. Ќе ви бидат потребни следниве материјали за работа. Значи, имајте лектирата пред вас, можеби ќе ви треба да се подсетите на некој расказ, моливче и тетрадка за пишување. Во некои моменти од видеото ќе побарам од вас да одговорите на некои прашања. За таа цел советувам во тој момент да го стопирате видеото, да одговорите на прашањето и повторно да се вратите да го погледнете видеото. Ајде да видиме кои се очекувани цели. Учениците да ја сватат и доживеат содржината на лектирата, да знаат да ги опишат карактеристиките за животот и делото на авторот, да развиваат способност за читање лектира, да развиваат логично размислување, да се способуваат да ги воочуваат настаните и ликовите и да извлекуваат поука. Очекувани исходи. Учениците се оспособени за читање лектири со цел збогатување речник, аргументирано говорат за настаните и ликовите од лектирното дело и извлекуваат поука. Лектирата Зоки Поки ја напишала авторката Оливера Николова. Ајде накратко да се подсетиме за белешка на авторот. Авторката Оливера Николова е родена во Скопје на 11 март 1936 година. Таа пишува за деца и за млади. За вас ги напиша следниве дела: Пријателите Бон и Бона, Домашни задачи, Тажниот весел Владимир, Девојките на Марко и секако најзначајното нејзино дело, лектирата Зоки Поки. Да се подсетиме кој беше Зоки Поки. Тоа сигурно го дознавте откако ја прочитавте лектирата. Зоки Поки не е разбојник, не е ни гусар, ниту пак индијанец. Зоки Поки не е ни циркуски кловн, не е нити фудбалер, а не е ниту волшебник, но сепак има едно необично име. Дали знаете кој му го дал името Зоки Поки? Додека размислувате, ќе ве замолам во вашите тетрадки да ги напишете и да ги дополните следниве реченици. Книгата Зоки Поки ја напишала авторката, на празната линија, името на авторката. Таа е родена во градот. Оливера Николова пишува за. Веќе ви се познати одговорите. Одговорете ги. И секако дека веќе се сетивте кој му го дал името Зоки Поки. Да. Точно дека е тоа Лидија. Една Лидија со очи како џамли. Кога првпат се сретнале Лидија и Зоки, таа му се обратила, односно го прашала како те викаат тебе. Тој одговорил Зоран. Не, ти си Зоки. Зошто Зоки? Затоа што така е поубаво, скратено. Ти си Зоки. Зоки Поки. Ако? Зоки малку зачуден, но сепак се сложил. Рекол ако. Од тогаш тој се почувствувал како да е голем и важен. Веќе на никого не дозволувал да му се обраќа со старото име. Од тогаш тој и Лидија станале најдобри пријатели. Во тетрадките одговорете кој му го дал името Зоки Поки. Веќе ви е прочитан сигурно расказот Гостино село, па ајде накратко да се подсетиме за содржината на овој расказ. На гости кај Зоки Поки дошло едно дете со име Толе. Тоа дете живеело во село. Започнал еден разговор со Зоки Поки, каде што Зоки му се обратил на Толе, велејќи му: Вие во село немате високи куки, нели? Немаме, одговорил Толе. Немаме ниту кино, немаме ни театар, немаме ни циркус, немаме ниту улици, ниту пак асфалт. Немаме ни лифтови. Па добро, што имате тогаш? Некако победнички му се обратил Зоки Поки. Па ние имаме поле, имаме двор, имаме планина, а исто така имаме и вршник, имаме и фурна. Зоки некако зачуден, но сепак заклучил и му станало јасно дека тие имаат она што немаме ние, а ние пак она што немаат тие. Во тетрадките одговорете
Што кажал Зоки Поки дека тие имаат во градот и што кажал Толе дека тие имаат во село. Следно ќе се потсетиме на расказот каде што Зоки Поки ги запознава животните во зоолошката градина. Се сеќавате дека Зоки Поки отиде во зоолошка градина со мајка му, затоа што веќе беше време Зоки Поки да ги научи имињата на животните. Таму вида многу животни. Секое животно што ќе го видеа, мајката му кажуваше на Зоки како се вика тоа живот. Па така видоа штрк, видоа жирафа, видоа мечка, видоа слон, а видоа и лисица. Зоки Поки цело време си ги повторувал имињата на животните. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Заедно со мајка му повторуваа колку тој ги научил имињата. Во тетратката запишете ги имињата на животните кои што ги виде Зоки Поки во зоолошката градина и исто така нацртајте ги. Потсети се на расказот според заслуга. Сигурно се сеќавате. Додека ручекот се варел во домот на Зоки Поки, секој нешто работел. Бабата го подготвувала јадењето. Таткото пак испазарил се што е потребно за дома. Мајката пак ја направила салатата и ја поставила масата. А Зоки Поки пак постојано се врткал околу шпоретот, кревајќи го капакот од тенџерето, за да види до каде е ручекот. Кога дошло време за јадење, тој прв се стрчал на масата. Но таткото рекол: "Ајде да видиме кој што заслужил за овој ручек." Бабата, бидејќи го подготвила ручекот, си заслужила полна чинија манџа. Мајката пак, кој исчистила станот, ја наместила масата за јадење, направила салата и секако дека и таа заслужила полна чинија манџа. Таткото пак, бидејќи испазарил се што е потребно за дома, заслужил исто така од вкусната манџа. Но што мислиш, дали Зоки Поки заслужил од ручекот? Што добил тој? Бидејќи веќе знаеш, дополни. Зоки Поки доби капак од тенџере затоа што и што ти научи од овој расказ. За крај, ајде да се потсетиме со кого отиде на летување Зоки Поки. Дали може би со неговите родители? Дали може би со баба му? Или пак со Лидија? Не, со ниту еден од нив. Зоки Поки отиде на летување сам со другите деца од улицата. Но не, тие не беа целосно сам. Со нив имаше и неколку раководители кои што би требало да се грижат за децата додека се на летување. Но некако Зоки Поки на почетокот баш и не бил среќен како си поминувал на летувањето. Едно време дури сакал и да си се врати дома. Но за кратко сватил, размислил и сватил. Тие раководители се таму за да внимаваат на децата, да не влегуваат во вода постојано, да не се бањаат цел ден. Па така, тој почнал да ги гледа убавите работи од летувањето. Но нешто многу важно и големо се случило кога Зоки Поки се вратил од летување. Да, сигурно веќе се сеќавате. Кога се сретнале Зоки Поки и Лидија, Лидија го нарекла со Зоран. Тој замислен се запрашал: па јас од кога сум Зоран за неа? Зарем не сум веќе Зоки Поки? Но набрзо сватил. Таа во него гледа нешто повеќе од она што тој бил порано. Тој сега бил голем, бил пораснат, бил големо момче. Тоа му го потврдиле и неговите родители и неговата баба. Па на цел глас и со сета радост извикувал: "Јас сум голем! Мамо, тато, бабо, јас сум голем!" Се надевам дека ви беше интересно да го запознаете Зоки Поки преку неговите авантури и лудории од овие неколку раскази кои што ги одбрав за вас. Ајде да се потсетиме кои ликови ги сретна во оваа лектира. Да, секако дека главниот лик е Зоки Поки. Тука е неговата најдобра пријателка Лидија. Тука се неговите родители, бабата и секако другарчињата од улица.
Дали научи каков лик е Зоки Поки? Кои особини ги има Зоки Поки? Тој бил итар, тој бил досетлив, бил храбар. Покрај тоа што бил палав, тој бил многу снаодлив. Од лектирава можеме да извлечеме една поука, а тоа е дека за едно дете да стане голем човек, потребно е да ги слуша советите од возрастните. За домашна работа, опишете го ликот на Зоки Поки. Ви благодарам за одвоеното време да го изгледате видеото. До гледање.